Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за супституцијски мутации, но пред тоа да спомнеме онака општо за точкасни мутации. Значи точкасни мутации беше каде што имавме замена на измена некаква на еден базен пар, дали тоа е субституција, делеција или адиција. Сега порано точкастите мутации ги сметале сите мутации кои не можеле да ги видат со цитогенетски методи, односно со микроскоп. Денеска со помош на молекуларните анализи ние сега сведовме дефиницијата на еден базен пар. Сега во однос на субституцијските точкасни мутации, околу 20% од сите спонтани мутации се во резултат на субституција на некој базни пар. Сега, во однос на ниво на ДНА, субституцијата може да се одвива на два начина и затоа ги делиме на транзиции и на трансферзии. Каде што транзиција, ќе обележиме со портокалова стрелка, кога имаме преминување од една пуринска во друга пуринска или една пиримидинска во друга пиримидинска база. Сега, знаеме дека А и Г ни се пурински бази, додека С и Т ни се пиримидински бази и секогаш имаме поврзување помеѓу, добро се не ги направи убаво, ама ева ќе направиме помеѓу пуринска и пиримидинска база. И добро, тоа го знаеме. Сега, како што може да се види дека на сликава, ако имаме преминување од една пуринска во друга пуринска или една пиримидинска во друга пиримидинска, се нарекува транзиција. Но тие сепак мора, кој ќе се случи мутацијата, да биде комплементарна. И за да видиме некои примери биле ако имаме АТ, така ако имаме АТ всушност ќе премине, да земеме некоја друга боја, АТ всушност ќе премине во ГЦ, што ќе биде Г со С ќе се поврзе, бидејќи С е другата пиримидинска, додека Г е другата пуринска база. Нормално не може да се добие, односно може, ама нема да трае. Например, ако имаме АТ и тоа да премине само едната да се смени и да речеме да ги има ГТ. Така да, например, Т-то да не се смени, само А-то да се смени. Него се менува целиот базен пар. Значи, ако си имал ако си имал една пуринска, таа поминува во другата пуринска, ако имаш пиримидинска, таа преминува во другата пиримидинска. Или да видиме некој друг пример, ако имаме ГЦ, така Г со С, што ќе се добие? Така, ева, сега ќе ставиме портокалова да биде. Г-то ќе премине во А, додека С ќе премине во Т. Добро, значи тие се транзиции. Да видиме што се трансферзии, значи имаме декада за трансферзии. И како што може да видиме, една пуринска преминува во пиримидинска, додека пиримидинската преминува во пуринска некоја си база. И примери за тоа се, например, ако имаме А се поврзува со Т, тоа ќе премине во С се поврзува со Г. Значи А премина од пуринска, стана пиримидинска база, додека Т премина од пиримидинска, стана пуринска база. Ајде да видиме некои други примери. Ова сега ќе биде едно интересно. А со Т, така ќе ставиме плава линија, може да премине во Т со А. И повторно важи истото. А, која била пуринска база, преминала во пиримидинска, додека Т, која била со некоја друга боја, која била пиримидинска, преминала во пуринска. Се смени. Но всушност се направи многу голема промена, например, кога што ги имаш двете вериги, ќе бележиме едната верига со друга боја, гените не се секогаш комплементарно на истото место. Например, тука може да имаш еден ген, ќе бележиме со црвена боја, додека другиот ген може би е тука вака. Сега, например, овој ген претходно почнувал со А, овој завршувал со Т, сега ќе се направи обратно. Сега овој ќе завршува со А овој ќе завршува со Т. Или пак исто да ги направив. Не знам, не е важно. Ама ја сваќате идејата, значи ќе се смени, наместо вака да биде, ќе стане обратно дека например ќе биде А тоа тука ќе биде Т тој и така натаму. Значи ако си мислиш дека нема да има промена, А со Т, Т со А, тоа е исто. А всушност бидејќи се наоѓаат сега на различни вериги, тоа ќе биде сосема нешто друго. Друг ќе биде генот. Добро, значи тоа се трансферзии. Ајде ова да го избришаме овдека, да не ни пречи. Сега ќе објасниме всушност како овие мутации
се класифицираат на ниво на протеински продукт. Значи, вака сега, како што ќе видиме, се видови субституцијски мутации кои се базирани на ниво на како ќе се измени протеинскиот продукт. И за тоа да го објасниме, ќе ни треба оваа табела со кодоните и аминокиселините кои кодираат триплетот бази, кои изборавме дали пред многу видеа. И да започнеме. Значи, првите се синонимна мутација или исто така наречена е потенка четка silent, односно тивка мутација. Зошто? Зашто еве да видиме овдека си имаме немутирана секвенца која си кодира, нели, се прави месенџер RNA транскрипт и кодира прво иде серин, па иде глицин, па иде лизин, фенилаланин, тирозин и така натаму и така натаму. Сега гледаме дека лизин е кодиран од секвенцата АААА, односно дали ова овдека бидејќи таа е неурнек, односно неурнекот е кодирачка верига. И сега имаме ААА која кодира за лизин. Сега настанала мутација, така каде што третото А се заменило со Г. И сега немаме А, сега имаме Г тука. Но интересното е што секвенцата триплетот ААГ исто кодира за лизин, исто како што кодираше ААА. Така да што нема ништо да се смени во протеинот кој ќе се добие. Значи, нели овдека ќе се добие протеин. Протеинот ќе има иста секвенца на аминокиселини, иако има мутација. Затоа можеме да го видиме овдека. Еве го лизин. Значи, лизин е кодиран и од ААА и од ААГ. Така. И сега, ако се смени третава буква, како што е во примерот, нема да се промени која аминокиселина ќе дојде на тоа место. Така. И ако не се промени, таа мутација не е важна, затоа се рекува silent, односно тивка мутација, бидејќи нема да направи никаква промена во секвенцата на аминокиселини. Да видиме наредната. Наредната е неутрална мутација, каде што да се променила секвенца, овдека исто повторно е врската со лизин, значи овдека имаме ААА. Е сега наместо во третата база од тој триплет, не во втората е ставено гето, така. Е сега секвенцата АГА кодира за аргинин. Да го најдеме овдека аргинин. Еве го. АГА кодира за аргинин. Е сега се сменила аминокиселината, но зашто се нарекува неутрална мутација? Како се променил протеинот, значи овој протеин сега е различен, зашто тоа што нарекуваме неутрална? Бидејќи аминокиселината аргинин е функционална многу слично со лизин. Така да што иако имаме сега друга аминокиселина во секвенцата на полипептидот, односно протеинот, таа аминокиселина нема да доведе на некоја многу голема промена. Некогаш може да доведе, зависи од колку е сензитивна 3D структурата на протеинот, но ако е прилично слична аминокиселината, односно R групата на аминокиселината, ако е прилично слична, нема да доведе на некоја значајна промена во протеинот, така да што таа е еден вид неутрална мутација. Наредната е несинонимна или исто така наречена missense. Значи mis, м и с sense. Сега нема трето с, него е вака н с е. Како утната смисла. Така утната е смислата и како што можеме да видиме, повториме на аргинин, на лизин, каде што нели ААА кодира за лизин, и сега промената е наместо да биде во втората, е во првата. Првата азотна база од тој триплет, и сега имаме тука Г, и ГАА всушност кодира за глутамин. Е сега ако кодира за глутамин, ваквиот полипептид сега има сосема друга функција или пак воопшто нема некаква функција, зашто например тој протеин кој би се добил од ова, би се добил некој протеин, така, односно ова е некој протеин, може да е толку специфичен што ваква мала промена на аминокиселина ќе предизвика тој да биде нефункционален. Сега зависно кој протеин ќе се фати, ако биде некој ептен протеин за рецептори на клетки, ензими, може да биде сосема некомпатибилен тој организам со живот. Значи таа е missense, која ќе се утне смислата, односно несинонимна. Наредна е терминирачка, односно наречена nonsense. Односно каде што нема смисла.
Што се случува? Повторно идеме кај лизин, гледаме дека првиот нуклеотид, првата азотна база, тој триплет, е заменета сега со Т, бидејќи кај РНА транскриптот, кај РНА немаме Т, имаме У, и сега имаме секвенца УАА. УАА, ако видиме всушност што кодирав дека во записов, да го најдеме УАА. УАА е всушност стоп кодон. Така, го гледаме, УАА е стоп кодон. И поради тоа, ќе се прекине синтезата на полипептидот. Значи, полипептидот воопшто не се синтетизира. Протеинот воопшто нема да се добие, бидејќи е прекината синтезата пред време. Така, и последниот вид е продолжувачка мутација, односно сенс мутација, каде што дека може да видиме дека имаме стоп кодон УАА, така, тој потекнува од ТАА, овдека горе, и сега така настанала мутацијата, каде што тето се заменило и станало сега А. Така, тето станало А, и овдека уто всушност станува А автоматски, и сега немаме стоп. Немаме стоп и едноставно си продолжува. Си продолжува синтезата, наместо да прекинеш овдека, таа си продолжува и до кај ќе оди? Ќе оди се додека не стигне до стоп, додека не стигне на стоп кодон кој се наоѓа дури на крајот на наредниот полипептид. Така што на некој начин ќе се добие еден огромен протеин кој е всушност направен од два посебни протеини. Сега постојат еден посебен вид реверзни мутации, каде што од кога ќе настане ваква промена, да речеме ова мутирало и сега да речеме повторно мутира, на тој начин мутира што ќе се например повторно мутира, така што ново мутираниот ќе се врати како што бил нормално. И тоа е реверзна мутација, каде што мутацијата ќе предизвика да се врати како што бил порано, тоа многу ретко се случува. Значи тие беа основните видови на супституцијски мутации во однос на протеинскиот продукт. Значи кога гледаме во однос на ДНА низата, видовме дека тоа може да бидат транзиции и трансферзии, додека во однос на протеинскиот продукт може да биде silent мутација, каде што промената на азотната база во триплетот ќе кодира повторно за иста аминокиселина, може да има неутрална, каде што новата аминокиселина не се разликува многу од таа што треба да е оригинал, missense, односно несинонимна, каде што новата аминокиселина сосема различна и ќе направи сосема друга промена во протеинот, дали ќе биде нефункционален или пак друга функција ќе има. Нонсенс, каде што ќе се прекине синтезата прерано, и сенс, каде што ќе се тргне стоп и таа си тера се додека не стигне до вториот стоп кодон, односно стоп кодон на нареден протеин. Добро, тоа беше се за супституцијски мутации. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.